Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Motivé? Јас сум наставничката Магдалена, наставничка по француски јазик во основното училиште Ванчо Китанов Пехчев. Ова е час наменет за ученици од 9 оделение кои го изучуваат францускиот јазик како вторострански јазик. Пред да започнеме со часот, ве замолувам да го спремите вашиот прибор за пишување, за да можете нели да ги запишете битните работи што ќе ги спомнеме денес. Па да почнеме. Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu mon portefeuille. Mais lequel tu as dit? Il est petit, rectangulaire, il est bleu. Pas de drame, ma chérie, je l'ai vu sur mon bureau. Значи, погодувате, денеска сте ние заеднички ќе пробаме да научиме како се опишува предмет на француски јазик. Значи, décrire un objet, la forme, les dimensions, la couleur, des matériaux, les expressions pour décrire des objets. Значи, форма, димензии, боја, материјали и изрази кои се користат за опишување на предмет. На почеток, за да можеме да го идентификуваме предметот, го поставуваме прашањето qu'est-ce que c'est или c'est quoi, што во превод значи што е ова. За да одговориме на ова прашање, ги користиме презентативите се и ce sont. Се оди секогаш со именка во еднина, ce sont оди со именка во множина. Значи, ако предметот што сакаме да го опишеме е во еднина, пред него ставаме се, додека ако предметот е во множина, значи ставаме ce sont. За да биде појасно, да ги погледнеме примерите. Значи, прашањето е qu'est-ce que c'est? Што е ова? C'est une tasse. Значи, ова е филџан. Филџан е во еднина и гледате напред оди презентативот се. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres. Ce sont des livres. Значи, именката книги е во множина, напред оди презентативот ce sont во множина. Понатаму, прашањето il est comment или elle est comment? Како изгледа тој или како изгледа таа, доколку нели предметот е во женски род? Кога опишуваме на француски јазик, значи мораме да внимаваме, исто како во македонскиот, придавката која ја користиме да биде изедначена во род и во број со именката што ја опишуваме. Значи, ако предметот е машки род, мора да биде и придавката машки род. Ако предметот е женски род, мора и придавката да биде женски род. Значи, еднина, множина, мора да се внимава исто како во македонскиот јазик. И на прашањето il est comment или elle est comment, можеме да одговориме. Il est grand, elle est grande. Il est petit, elle est petite. Il est comment? Il est grand. Гледате во заграда го имам ставено прилогот а се, што во превод значи доволно или прилично. И без него реченичката може перфектно нели да функционира, меѓутоа ако сакате да бидете попрецизни, можете да го употребите. Il est assez grand. Тој е доволно голем, во случајот тортата, таа е прилично голема или доволно голема. Иако торта во македонски е на женски род, во француски е машки род. Il est comment? Il est énorme. Elle est comment? Elle est énorme. Придавката што во машки род завршува на е, истата форма ја има и во женски род. Il est comment? Il est mince. Elle est comment? Elle est mince. Il est gros. Elle est grosse. Il est comment? Il est étroit. Elle est comment? Elle est étroite. Il est large. Elle est large. Court, courte. Long, longue. Il est lourd. Elle est lourde. Il est léger. Elle est légère. Понатаму, за да опишеме предмет,
Значи, треба да ја кажеме неговата форма. Il est de quelle forme, ако предметот е машки род, elle est de quelle forme, ако предметот е женски род. Значи, која е неговата форма или која е незината форма? Или каква форма е тој, каква форма е таа. Un cercle. Значи, ова е формата, именката, круг. А ова се придавките изведени од оваа форма. Rond, ronde. Un triangle, triangulaire. Un rectangle, rectangulaire. Un carré, придавката е carré. Un ovale, ovale. Un cube, cubique. Un cylindre, cylindrique. Стигнавме до бојата. Значи, за да опишеме предмет, треба да ја кажеме и бојата. Il est de quelle couleur или elle est de quelle couleur, доколку предметот е од женски род. Значи, каква боја е тој или каква боја е таа. Ова се боите, веќе ги имате учено, значи да ги повториме, ќе почнеме од сивата. Gris, grise, violet, violette, bleu, vert, verte, jaune, orange, rouge, marron, noir, blanc, blanche. Придавката бел, бела, има неправилна форма во женски род, препорачувам да ја знаете, т.е. да ја научите на памет. Повеќето придавки женската форма ја добиваат со додавање на е. Жон и руж истата форма ја имаат и за машки и за женски род, затоа што завршуваат на е. И кај оранж, портокалова и марон, кафеава, гледаме дека имаме знак за faites attention, значи внимание. Зошто? Придавките марон и оранж не ја менуваат формата. Значи, без разлика дали станува збор за предмет во машки род или женски род, во еднина или во множина, оранж и марон си остануваат исти. Значи, не додаваме е, не додаваме ес за множина. Сега, ако сакаме да бидеме попрецизни во објаснувањето, значи, можеме да ги искористиме зборчињата foncé, темен, и clair, светол. Пример. C'est une voiture rouge foncé. Ce sont des vêtements jaune clair. Сакам нешто тука да забележите. Значи, кола, тоест автомобил, во француски јазик е женски род. Ветма, облека, е именка во множина. Значи, иако е именка во множина, гледате дека придавката за боја нема ес. Значи, запамтете добро. Кога ги користиме зборчињата foncé и clair, за да ја прецизираме, нели, бојата на предметот што сакаме да го опишеме, бојата што ја користиме не ја менува формата. Значи, си останува иста. Не додаваме е за женски род, не додаваме ес за множина. Стигнавме до материјалот. Значи, за да опишеме предмет, треба да опишеме и од што материјал е. Прашањето е: il est de quelle matière или elle est de quelle matière? Од каков материјал е тој или таа, доколку нели предметот е од женски род. За да го кажеме материјалот од кој што е направен предметот, го користиме предлогот an плюс материјалот од кој што е направен предметот. Значи, да почнеме. Un bois, од дрво или дрвен. Сега, доколку на македонски преведуваат и предметот е нели од женски род или во множина, значи нормално придавката ја прилагодувате. Пишувате дрвена или пишувате дрвени, доколку е во множина. Другите предмети, тоест материјали, нема да ги преведувам, значи од сликите веќе е јасно за каков материјал станува збор. Un papier, un verre, un plastique,
Un métal. Un or. Un cuir. Un céramique. Има премногу материјали, не можеме сите да ги ставиме во презентација. Подосна ќе споделам линкови каде што можете речникот за вокабуларот за материјали да си го проширите, да запишете повеќе зборчиња во тетрадките, доколку сакате и доколку сте расположени. И еве да видиме пример. C'est une bague, elle est en or. Ова е прстен, тој е од злато. И ова е прстен, тој е златен. Иако прстен во француски е женски род, во македонски е машки, па мора да преведуваме така како што е во македонски. C'est un chemisier, il est en coton. Ова е кошула, таа е од памук или таа е памучна. Како да објасниме зашто се користи предметот? Значи, за да објасниме зашто се користи предметот, го користиме изразот ça sert à плюс глагол во инфинитив. Ова служи за плюс глагол во инфинитив. Еве пример. C'est un stylo, ça sert à écrire. Ова е пенкало, тоа служи за пишување. Значи, глаголот écrire ви е даден во инфинитив. Ова се други придавки кои можете да ги искористите за да опишете предмет. Utile, pratique, il est utile pour, elle est utile pour, vieux, vieille, fragile, précieux, précieuse. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Je cherche mon écharpe préférée de Paris Saint-Germain. Mais laquelle, Tiasson? Elle est rouge, longue et très chaude, avec les lettres bleues. J'ai jeté beaucoup de choses de l'armoire hier. Се надевам разбравте што направила сопругата вчера. Еве како можеме да опишеме предмет со зборчињата што ги научивме до сега. Во случајот опишуваме телефон, un portable. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un portable. C'est un objet utile, il est rectangulaire, est en plastique, il est noir. Vous le portez dans votre sac, il est léger, ça sert à communiquer. Значи, еве како можете да опишете предмет со зборчињата што ги учевме до сега. Qu'est-ce que c'est? Сега ваша задача е да погодите за што станува збор. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet cylindrique. C'est en plastique, en verre ou en carton. Ça sert à boire. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pensez? Што мислите? Donc, bravo, c'est un verre, чаша. Цилиндрична, може да биде од пластика, од картон, од стакло, служи за пиење, donc c'est un verre, тоа е чаша. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous mettez en hiver. Elle est en laine, elle est rectangulaire et chaud. Vous la mettez autour du cou. Qu'est-ce que c'est? Значи нешто што го носиме во зима, го ставаме околу врат, правоаголно и топло. Што може да биде? Donc, c'est une écharpe, bravo. Мал тест. Ајде да видиме колку разбравте од тоа што го учевме до сега. Répondez aux questions. Одговорете на прашањата. La table est. Значи, каква е масата? Маса во францускиот јазик е женски род. Значи, од овие понудени придавки, само една асоцира на женски род, а тоа е
ова. Каре. Зошто? Затоа што за женски род има додадено уште едно е. Ça sert à écrire, dessiner, effacer. Ова е гума. Значи изразот ça sert à, за да нели објасниме зашто служи предметот, и глаголот инфинитив. Никако не е за пишување, не е ниту за цртање, че гумата ја користиме за да бришеме. Les gants sont. Ракавиците се. Ракавици е именка во множина. Меѓутоа, што кажавме? Кажавме дека ако користиме зборот foncé, за да нели ја прецизираме нијансата на бојата, значи придавката што ја користиме за боја не ја менува формата. Без разлика што ракавици се во множина, значи формата не се менува и точен ќе биде овој израз. La plume est. Каков е пердувот? Пердувот во француски јазик е женски род, значи од овие три понудени придавки само една подсетува на женски род, значи тоа е придавката légère, лесен. Сега, за домашно. Од овие понудени слики, значи, за домашно барам од вас да изберете 3 и да ги опишете во вашите тетрадки. Описот можете да го почнете со реченичката j'ai perdu, што во превод значи јас го изгубив, јас ја изгубив, и нели да продолжите со опишувањето на предметот што сте го избрале. За да ви биде полесно, јас ви извадив еден шаблон. Еве, да речеме, послабите ученици можат да го користат за да нели им биде полесно опишувањето. Ја ставате придавката во боја, формата, 3 придавки со кои ќе го карактеризирате предметот, го опишувате неговиот материјал и на крај кажувате за што служи. Значи, подобрите ученици во случајот може да користат некои покомплицирани реченици, меѓутоа во основа тоа што ви треба за да опишете еден предмет. Ова се линкови што ги најдов на интернет, во кои ќе најдете вежби за нели опис на предмет и ќе најдете многу зборчиња, лексика што можете да си ги запишете во вашите тетрадки, а кои што јас не успеав денес да ги ставам во презентација, затоа што се премногу материјали, премногу форми, значи не е можно се тоа да влезе во оваа презентација, тоест во оваа видео. И за крај, се надевам дека нели ви беше интересно, дека ви беше лесно, дека свативте што сакам да ви пренесам. Ве поздравувам. Restez chez vous et apprenez le français. Значи, останете дома, учете француски, читајте книги, слушајте музика, гледајте филмови, бидете умни и се гледаме наредниот пат. À la prochaine!